Негативната кампања која стана секојдневие за политичките чинители нема да обезбеди гласови плюс на контото на кандидатите во недела. Во финишот на изборната кампања која завршува вечерва на полноќ, наместо реторика за надпреварни идеи и проекти, македонските гласачи со ваква црна кампања добиваат причина плюс зошто некој не треба да биде избран, оценува за Алфа експертот за односи со јавноста Бојан Кордалов. Ако едноставно се продолжи со навивачки пароли од било која партија, дека општините се на една, на друга, на трета, на четврта партија, не дека всушност имаме многу мала излезност и многу мала мотивација на граѓаните и во исто време дека и тие што излегле рекле ајде да ви дадеме шанса да покажете и да ги подобрите работите, тогаш не сум оптимист дека воопшто ќе може да се направи. Сметам дека после недела особено големите политички партии од сите блокови ќе добијат последната шанса, последната сериозна шанса. Дали ќе искористат, ако судиме според она што се случува деновиве, би бил песимист, меѓутоа секогаш останувам отворен и се надевам дека од понеделник ќе видиме една друга слика, колку и да тоа биде тешко, мачно. И победата и поразот на овие избори ќе бидат многу горчливи, бидејќи ниту една од партиите не може да ја полекне пораката која ја испрати народот, но и бројката од под милион граѓани кои излегле да гласаат, што е прв пат на еден изборен циклус, деците на Кордалов. Тоа е она прашање кое што често го одговараме и мислам дека треба да го одговараме понатаму, барем додека не стане пракса. Значи негативната кампања не може да мотивира. Тоа е прва работа. Втора работа, негативната кампања не може да убеди никој да гласа за вас. Она што сега го прават партиите со оваа црна кампања е всушност продолжување на континуитетот во претходните 2 години, на тоа влечење на противникот надолу. Овие мотивации на политичките партии по секоја цена да се освои или да се задржи власта, верувајте дека во вокабуларот и во свеќањето на граѓаните се навистина во овој момент многу далечни од она што тие го сакаат, тоа е екзистенција, мир и убав, пристоен живот. Познавачите на изборните процеси коментираат дека вистинската слика ќе ја видиме веќе од понеделник, кога партиите ќе треба вистински да се соочат со проблемите кои ги мачат граѓаните.